Поздрав everyone! Добродојавте во ново видео. Денеска сум во Етерхаузен, 18 км подалеку од Регенсбург. Како што може да видите, денеска преубав сончев ден. Температурата кажува дека ќе биде 16 степени, што е одлично да се биде надвор и да се направи еден добар хајк. Денеска имам план да снимам една пештера, што се наоѓа од Етерхаузен на 4 км подалеку. Така ќе му дое од Регенсбург до пештерата има околу 21 км или 22 км точно до пештерата. Пештерата е навистина убава, имам видено слики на интернет, навистина сакам да ја истражам и да ја снимам. Затоа останете во видео и одиме во пештерата и се гледаме таму. Веќе сум стасен до пештерата. Како што можевте да видите, дојдов овде од Регенсбург до Етерхаузен со автобус. Од Етерхаузен, од првата автобуска станица до овде има точно 4 км. Се иде околу за 20 минути. Патеката е одлична за одење, права е, рамно е, има мала горница. Пред пештерата, околу 200-300 метри, е мала горница, но тоа претпоставувам дека не е проблем. Сега главната цел е да влезам унатре и да снимам. Може да погледнете.
Ова е главната цел кој луѓе доаѓаат овде заради задната страна на оваа пештера. Односно, ова е голема просторија и нема ништо по-специјално што да понуди. Овој поглед, да, ова е окей и најверојатно луѓе доаѓаат заради ова. Навистина има добар поглед, но проблем е доле на патот колите што поминуваат, прават буча и не можете многу долго да останете, бидејќи се слуша многу. Нешто што видов интересно е дека има пат да отидете погоре. Сега ќе отидам да видам баш што има таму. Истото така и на интернет прочитав дека овој пат кај што е 20 на метри кај што се мине, за да отидете погоре, знае да биде замрзнат, пошто овде е поголем дел од денот, е сенка, и кога е ладен период, најверојатно е ризично за минење. Така да ќе отидам сега таму да видам што има. Ева најдов на еден дел замрзнат, подзамрзнат, малце. Мора да се пази, иако времето денеска е топло, но еве има уште остаток од мраз. Ако не пазите може да ве кошта многу, оти е многу високо. Еве за што станува збор во белово, што свети, не знам камера колку може да принесе. Тоа е под замрзнато. Не е целосен мраз, но знае да направи и оваа проблем. Ако не бидете доволно внимателни, може навистина да ве кошта многу, односно ова е цела провалија што е навистина висока и треба да се биде внимателен. Има осигурување некоја ограда, но не треба да се наслонувате целосно на неа. Не знам колку е сигурно. Еве го погледот од задната страна на пештерата. Погледот е супер, добар е, високо е. Вреди да се дојде на оваа пештера, да се истражи, да се види. Исто така, како што може да видам, идат луѓе, доаѓаат, сликаат. Мислам дека доаѓаат повеќето за овој поглед овде и за да поминат од пештерата до ова место кај што сега ви го прикажав, од задниот дел на пештерата. Местото е навистина супер, а ја ќе се искачам сега горе над пештерата
и да уклучам дрон па да направам некоја снимка со дрон. Сега сум над пештерата горе и има многу добар поглед. Многу е високо, како што читав на интернет, околу 440 надморска височина се наоѓа оваа пештера, ова место. Погледнете. Го завршувам ова видео овде. Се надевам дека ви се допадна. Местото е одлично, добро е. Вреди да се дојде, да се види, да се истражи, да се фотографира, да се снима. Ако има некој недостаток, простете, тоа е поради јас сум соло хајкер, тешко на оние што снимаат сами и што носат опрема сами.
и исто така и тешко на оние што снимаат сами кампинг. Навистина е проблем, а и тоа се кошта време. Треба да извадите од ранец, па да внесете унатре после, па да наместите и се тоа мине време. Така да простете ако има некој недостаток во оваа видео. Секако ќе продолжам да истражувам околината на Регенсбрук. Има многу вакви интересни места што вреди да се снимаат, вреди да се помине таму. Тоа ќе го направам наскоро и една порака до сите вас. Знам дека секој човек има хоби и го интересира нешто, но најважно нешто што треба нас сите да интересира е да останеме во Божјото присуство. Ова ќе помине и видеа, и снимање, и шетање, и се. Ама Божјиот збор нема да помине. Така да бидете благословени, сите вие што го гледате оваа видео и што не го гледаат оваа видео, нека бидат сите благословени, да го бараме Бог додека може да го најдеме. И уште една порака што сакам со вас да споделам, живееме во благословено време кај што имаме се при рака. Можеме да набавиме Библија, имаме пред компјутер, имаме на телефон. Нека не ни мине времето само во наши потреби и нас што не интересира да се задоволуваме. Така да бидете благословени, а се гледаме во ново видео. Ако ви се допадна ова видео, ставете лайк, субскрайб и се гледаме наскоро.